Денеска се одлучивме на еден посебен начин да одбележиме оваа прва годишнина по нов датум, заради тоа што актуелните случувања зборуваат дека сме во една мултикризна ситуација подолго време и дека она ќе потрае. И Управниот одбор и Собранието како највисок орган ценеа дека денеска наместо прослава треба да ја информираме јавноста за нашите ставови околу мултикризнава ситуација и излезните решенија, затоа што се наоѓаме во институција која што има огромен потенцијал и која е значаен фактор во креирањето на економските политики. И затоа предлагам денеска да се посветиме на декларацијата која што ја усвои Собранието на Стопанската комора како највисок орган и на прашањата кои што се врзани околу одбележувањето на годишнината, а после тоа прашања од медиумите ако има, некои ќе одговориме на тоа. Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија на седницата одржана на 14 јули 2022 година како највисок орган на комората се нејки го се вкупниот амбиент создаден на меѓународен план, тешките регионални проблеми и слабостите во сопствената земја и во контекст на постојните кризи од 2008 година наваму, цени дека е потребно на јавноста да ги соопшти своите ставови на прецизен и едноставен начин, за да може да биде разбрана од секого. Затоа се објавува оваа декларација на 14 јули 2022 година, токму на денот кога се одбележува 100 годишнината од своето постоење. 1. Од осамостојувањето на земјата наваму, македонската економија оствари разочарувачки бавен раст. Во периодот од 1993 до 2021 година, просечно годишно, реалниот раст на бруто домашниот производ изнесува само 1,7%, што не овозможи позначително стеснување на јазот во однос на просекот на Европската Унија. И покрај тоа што јавниот долг на Македонија многу се зголеми, од 23% во 2008 година на 54,9% во март 2022 година. Со тоа, речиси достигнувајќи го плафонот на својата одржливост, задолжувањето не обезбеди побрз економски раст. Маневарскиот простор за нови задолжувања се стесни и земјата се соочува со ризикот да стане презадолжена доколку трендот на задолжување продолжи. Македонија не успеа да го реформира својот образовен систем и не продуцира кадри со знаење и вештини што ги бара пазарот и новото време. Во текот на 3 децении Македонија не успеа да го заокружи квалитетно инфраструктурното поврзување, ниту во земјата, ниту со соседните земји. Поради отсуство на конзистентен пристап, земјата остана високо зависна од увоз на енергенци, а со тоа и подложна на силни ценовни удари без обезбедена алтернатива. 2. Ваквите неповолни состојби во економијата, во значаен дел, се должат на нефункционирањето на правната држава, непочитување на пазарните вредности, севкупната политизација на секоја пора од општеството и доминација на интересот на политичките партии над државниот интерес. Ова е неодржива ситуација и на долг рок води кон економска пропаст на земјата. Затоа бизнисот бара враќање од партиската кон државната агенда, која е образложена во следната точка. 3. Ако се точни констатациите од точките 1 и 2 на оваа декларација, тогаш политичките партии во државава треба да склучат еден нов рамковен договор, а тоа е договор за економските реформи, политики и мерки кои треба да се спроведуваат во наредните најмалку 10 години, а тоа да биде остварено во соработка со МАНУ, универзитетите, коморите, синдикатите, невладиниот сектор и медиумите. Само со ваков пристап, бизнис секторот во Македонија ќе може да работи во амбиент кој што е стабилен, предвидлив и долгорочно ориентиран. Во вакви околности ќе има големи инвестиции на приватниот бизнис сектор, отворање на нови работни места и забрзување на растот на македонската економија. Оваа декларација, доколку ја прифатат политичките партии,
ќе биде понудена за потпишување на сите други добронамерни субјекти кои сакаат прогрес на нашата држава и спречување на одливот на млади луѓе од земјава. СКСМ се одлучи на ваков потек, ценејќи дека мултиплицирањето на низа проблеми во тесен временски период може да го загрози опстојувањето на бизнисите, а со тоа и на Република Северна Македонија. Ја слушнавте декларацијата, неколку појаснувања. Прво, зошто 14 јули? На 14 јули 1922 година е донесен закон о радњама на кралството СХС, што значи дека тоа е вистинскиот датум. Она што досега комората го одбележуваше беше почетокот на коморското организирање после Втората светска војна и заради тоа управниот одбор и собранието на комората на седницата, шестата седница одржана 21 година, предложи да заеднички сите комори го слават овај јубилеј, што гледаме во комуникацијата со нив дека се поддржува и веројатно од наредната година ќе биде заеднички празник на целиот коморски систем во држава, бидејќи знаете дека ние имаме плурален амбиент во коморскиот систем, а тоа е еден придонес наш на комората како водечка бизнис организација да се откажеме од монополската позиција во наставање на тој датум и да преминеме на заедничко действување, односно и работење со другите комори, не само заради ставењето, него и заради заедничката политика која треба да се води према јавниот сектор. Така да исполнете се сите услови да тоа биде така, ние можеме да ве информираме дека наидува на одобрување таа иницијатива наша и ќе биде веројатно на таков начин и прифатена. Второто прашање што сакам да го дообјаснам е прашањето зошто носиме ваква декларација во овој момент. Цениме дека е ова критичен момент во мултикризната ситуација во која се наоѓаме, а тоа е политичка, енергетска, здравствена и финансиска. Сите предвидувања се дека сите тие кризи ќе се сретнат некаде во септември и притисок на општеството, на светските пазари, на целата економска ситуација во светот и заради тоа мислиме дека е клучен момент да се преземе една програмирана активност на државата за да му се помогне и на граѓанството и на бизнис секторот. Второ, компаниите се наоѓаат во исклучително тешка ситуација за што сме информирале многу пати. Досега, како домашните, така и странските кои се организирани во рамките на Стопанската комора на Северна Македонија. Тоа значи дека единствена е нивната оценка дека енергетската криза и овие пропратни кризи што се практично ја исцрпија нивната кондиција и од овој момент тие се наоѓаат стварно во една алармантна ситуација како ќе се соочат со состојбите кои што ќе бидат предизвикани во текот на зимските месеци, затоа што и најзначајните и најголемите земји во Европа и во светот преземаат активности радикални кои што значат признавање дека се наоѓаат исто така во исклучително тешка ситуација. Ние секогаш оценките ги даваме од до, така да и проекциите наши во разговорите со владата се од најбезазлените до најтешките позиции кои што можат да настанат со тоа. Стопанската комора на Северна Македонија е водечка бизнис организација со огромен потенцијал и сметаме дека нејзиниот глас изразен преку оваа декларација треба да се слушне и почитува затоа што во него е содржано мислењето на илјадници компании, илјадници водечки кадри во државата и создава најголема вредност во општеството. Не дека и досега не беше слушано нашето мислење, не беше имплементирано и нашиот фокус ќе биде да изнајдеме методологија да тоа го направиме на подруг начин, организирани и здружени со сите чинители на економската политика во државата, почнувајќи од Македонската академија на науките и уметностите, универзитетите, синдикатите, невладиниот сектор, медиумите, од кои очекуваме исто така поддршка на оваа декларација, не во декларирањето, него во нејзината имплементација.
Третото прашање е каква е моменталната состојба. Моменталната состојба во декларацијата е јасно кажана дека со тој просечен раст од 1,7%, од кој што не можеме да излеземе и во ваква ситуација пред нас, не може да се очекува справување со кризата на начин кој што е потребен да се задржи кондицијата на македонскиот бизнис. Македонската економија во овој период не успеа да се наметне над политичките структури во државата и да го диктира темпото. И мислам дека сега на сите ни е јасно после 30 години дека тука треба да се направи клучното свртување во кое што не бизнисот да се третира дека е тој све и свја, создавајќи нова вредност и создавајќи општествена вредност во државата, него да биде респектирано неговото мислење према значењето што го дава во испорачувањето на резултати на општествениот прогрес. Затоа мислиме дека ова моментална ситуација и исправени пред овие кризи бара еден многу одговорен однос на државата, кој што засега изостанува и тој е дефиниран во втората и третата точка, во кое што бараме враќање на партиските кон државните агенди, формулирајќи неколку прашања кои што приоритетно можат да го релативизираат и да го релативизираат ударот и да релаксираат ситуацијата во Македонија. Тоа значи дека ние полека се претвараме во партиска држава и заради тоа тој процес ако настави понатака констатираме дека ќе дојде државата во критична состојба. Тоа значи дека треба да се прекрати веќе со наметнување на партиските интереси, а партиските интереси, реков, ќе се надминат само ако се седне на маса и се утврдат приоритети на државата во кои што ќе партиципираат сите субјекти во тој процес кои што се застапени во собранието на Република Северна Македонија. За да се оствари тоа, мислиме дека е потребно да се седне и државата, ево со подршка наша, со еден концепт целовит кој што ние го форсираме од 2010 година, како нов модел на економски развој, од оваа криза да се излезе уште посилни, со поголем капацитет, а за тоа е потребен општествен консензус. Тој општествен консензус мора да биде засниван на нашата определба да останеме на патот на евроатлантските интеграции, да работиме на создавање на правна држава, да ги почитуваме правата и индивидуални и колективни, бидејќи тие се основа да го реформираме правосудството, бидејќи тие се основа за функционирање на бизнисот. Ако не, бизнисот и понатака ќе биде прилагоден на овие искриво полчени вредности кои што почнаа да завладуваат во општеството и да практично ги бркаат младите луѓе од државата, а нас ни отварат најголем проблем што може да биде, а тоа е проблемот со кадарот, кој што, да речем, и во овој момент на мултикризна ситуација е најизразен и со кој што се бориме секојдневно. Некој ќе рече во целата ситуација дека не можат да се решат прашањата со декларација. Ние не ги решаваме прашањата со декларација, ние покажуваме дека внатре можеме кај нас да постигнеме консензус. И во комората и во бизнис секторот. Тоа треба да биде одредница и пример за државата како тоа треба да го направи, затоа што ако може личните интереси кои што се најмногу изразени во бизнис секторот да се превладаат во интерес на заедничкото работење, тогаш тоа може да се направи на државно ниво. Декларацијата е само почетна основа да покажеме и да ги повикаме сите субјекти на одговорно однесување во наредниот период и морам да ви кажам дека и за нас во комората резултатите се изненадувачки. Зошто? Затоа што ние ја пуштивме декларацијата по компаниите за евентуални корекции кои што можат да настанат,
и мислевме дека подпишувањето ќе биде после усвојувањето и после денешниот ден. Меѓутоа, можам да ви кажам дека преку 150 компании и то значајни компании наши членки ја подпишаа во самиот процес на консултации, а дека тоа го направи и неколку институции, како што е Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот American College во Скопје, Организацијата на работодавачи на Република Македонија и нашиот најголем конкурент Сојузот на стопански комори, кој што не извести дека ја подпишува декларацијата, ја поддржува и дека ќе дојде до средба во наредна недела за заеднички активности во наредниот период. Таа кохезија што е створена внатре во бизнис секторот и сега пренесена на општествената надградба за овие субјекти за кои што ви зборува, па тука значаен чинител сте и вие медиумите, за кои што морам да кажам ево на оваа прилика дека и да се заблагодарам на соработката дека вие сте нашиот најсилен поддржувач, затоа што и во ситуација кога имавме проблеми во 2005 година околу преструктурирањето, вие бевте со нас и изнесувавте нашите ставови, ние тука немаме никакви замерки. Мислам, ево, тоа да продолжи понатака и ве поттикнувам да ги поддржувате тие наши проекти, показатели, анализи што ги правиме, затоа што да знаете доаѓаат од професионално ниво, од институции, од фирми кои што со своето работење докажале дека се нависина на својата задача. Така да ние не отстапуваме од генералната агенда на државата, бараме посилна имплементација, бараме поголемо почитување на нашиот глас и затоа ја повикуваме целокупната јавност да не поддржи во декларацијата и вие ќе бидете сведоци на наредниот период како она ќе биде поддржана од сите и на крајот нормално ќе се разговара со политичките чинители кои што се застапени во парламентот и формираат влада и на таков начин најмногу влијат на креирањето на економската политика.